Да, патната инфраструктура е превенцијата во сообраќајот. Гостин во студиото е Стојан Попов, раководител на подружница Автопат во јавното предпријатие Македонија Пат. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Морам на самиот почеток да ве прашам каква е патната инфраструктура во земјава, какви се патиштата, но и условите за возење по нив, кои и каде се најголемите недостатоци, но и успешните реализации. Патната мрежа во Македонија, во нашата држава, е претежно од 80-тите, 90-тите години и во последно време се прават напори. Таа е работена тогаш по тие стандарди, а во последниве години се прават напори да се работи по стандарди од Европската Унија, по ен стандарди. Она што од наша гледна точка како предпријатие, како Македонија Пат, ние можеме да кажеме дека сме задоволни од она како ја одржуваме ние патната мрежа и за нејзината безбедност за учесниците во сообраќајот. Како што гледате и се градат нови патишта и тоа се со нови, како да кажам, стандарди Добро. По Европската Унија стандарди. И сето тоа се прави за што поголема безбедност во сообраќајот, но сигурно дека има и застарени коловози, оштетени коловози. Ние колку можеме, што е во наша моќ, тоа го обезбедуваме да биде што по-безбедно, но имаме големи недостатоци, да кажеме, во нашето предпријатие, проблеми со одржувањето, со тоа што се повеќе и повеќе не недостасува работна сила, млада работна сила. Нашата фирма е со над 50 години веќе просек старост. Потребен е млад кадар кој што ќе може да излезе на терен, да ги согледа проблемите, недостатоците и навремено да се интервенира и да се решат проблемите. Да се отстранат недостатоците, но сепак тоа треба да го учат од постарите колеги, а тие заминуваат во пензија или некои други причини, остануваат луѓе што не може да бидат упатени во тоа е многу специфична дејност. Сега, ние претходно ги погледнавме прилозите кои што говореа за патната сигнализација во урбаните средини, но сега ние излегуваме малку надвор на автопатиштата, на магистралните и регионалните патишта. И всушност ќе кажам дека јавното предпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта има повеќе работни задачи и обврски, меѓу кои се, ќе ги набројам само накратко, редовно зимско одржување на магистралните и регионалните патишта, потоа асфалтирање на помали делници, крпење на ударни дупки, изработка и поставување на вертикална и хоризонтална сигнализација и секако имате информативна диспечерска служба за состојба на патиштата и така. Сега, на самиот вовет од ова што е дел од вашите работни задачи, бив сакала да дадем едно кратко објаснување што опфаќа хоризонталната, а што вертикалната сигнализација. Да. Хоризонталната сигнализација опфаќа обележување на коловозот, популарно кажано линиите на коловозот, стрелки, патоказни стрелки, обележување на наплатните станици, преди и после наплатните станици. Тоа се извршува со специјални машини, со обучен кадар, кој работи под притисок на сообраќај. Вертикалната сигнализација се сите знаци поставени по автопатиштата, по магистралните регионални патишта, насочници, таблите што се за известување, што се со нестандардна големина, тие може да бидат со различна големина.
и тие сите се поставуваат според технички нацрти, според она како е предвидено кога е граден патот, на сите клучки, на сите правци. Тоа го работиме стриктно по техничкиот нацрт кој го одобрува и Министерството за сообраќај. Сега, ако ги прашате граѓаните, ќе ви кажат дека не се задоволни од тоа какви се условите на патиштата кога станува збор за патната инфраструктура, тука и хоризонталната и вертикалната сигнализација. А зошто? Затоа што велат, има нерамнини на автопатиштата, потоа има дупки. Некаде се несоодветно одбележани клучките, несоодветно поставени сообраќајни знаци. Можеби некаде и недостаток или недоволно информативни знаци и табли, но и дотраеност на патната сигнализација и потреба од нејзино обновување. Од тука би ве прашала, ја следите ли состојбата на терен, со кои предизвици се соочувате и секако успевате ли навремено секаде да ги санирате недостатоците? Да почнам од последното прашање. Успеваме да ги санираме недостатоците, иако сме со, како што напоменав предходно, со намален број на вработени, а зголемена е патната мрежа. Од кога е зголемена патната мрежа, немаме примерно одреден број на вработени за да ги пополниме тие работни места и да одговориме по-ефикасно на тие недостатоци, но сепак и сега успеваме и со таа стара механизација, пошто имаме доста стара механизација која се обновува многу споро, онолку колку што можеме да се приуштиме. Но е неопходна за делување на терен. Неопходна механизација, таа е амортизирана, имаме возила кои се постари од 30 години, со поминати милиони километри, затоа што истите возила ги користиме и во зимското одржување и во летното одржување. Патната сигнализација и патната инфраструктура се согласувам до негде, да, како што ви кажав, таа е од 80-тите, 90-тите години, но сигнализацијата ние редовно ја менуваме, ако по нашиот извршен преглед на патиштата, тоа го правиме 24/7 во неделата, цела година е тоа. Ние имаме дежурни служби на секој патен правец. Она што ќе се согледа како недостаток, одма се отстранува, не чекаме некој да ни го каже тоа два пати, затоа што тоа зависи и безбедноста во сообраќајот. Патната сигнализација ја обновуваме штом приметиме дека таа ја нема, е отстранета. Патната сигнализација може да биде отстранета само од човек. Некој што тоа го направил намерно. И тука веќе се префрламе на сосема поинаква тема од она што значи одговорност на јавното предпријатие Македонија пат и одговорност од страна на граѓаните кои што покри тоа што треба да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и сообраќајната сигнализација треба и да не ја уништуваат. Меѓутоа имате ситуации кога треба да реагирате на несоодветно однесување на граѓаните. Па со нашата неодговорност, како граѓанин зборам, зашто јас сум учесник во сообраќајот, сигурно и јас некогаш грешам и сите ние, но некој намерно да ја уништува патната сигнализација, да ја уништува опремата на самите патишта, како што е оградната мрежа. Оградната мрежа служи за заштита на сообраќајот, да не навлезат домашни животни, диви животни и тие работи. Животното не може да отстрани мрежата. Тоа го прави сепак човекот. Тоа го имаме секојдневно, тие случаи. Можете да најдете по патиштата разен добиток, кучиња, некои се ослободуваат од своите миленици, оставајќи ги по патиштата, оставајќи ги кај наплатните станици, затоа што мислат има некој кој тука ќе ги гледа, и со тоа се загрозува нормално сообраќајот. Учесниците во сообраќајот треба многу да внимаваат на такви места, никој не очекува дека вие ќе налетате на
крупен добиток. Тука може да дојде до големи сообраќајни несреќи. Сме ги имали тие случаи. Ние штом сме известени за тоа и самите тоа го прегледуваме, ама во ноќните часови не можете вие толкава мрежа да контролирате постојано, да ја имате. Некој тоа ќе го отвори и некои го злоупотребуваат и материјалот за некои ситни придобивки, се взимаат патните знаци, например, се земаат за готвење на, да кажам, на зимница, мрежата си оградуваат кокошарници. Тоа ние сето го пријавуваме. Така. Сега покрај вашите контроли на терен, кои што рековте ги правите 24 часа, реагирате ли по дојава на граѓани за одредени проблеми и недостатоци? Обавезно, да. На секоја дојава, на секоја пријава, во моментот се излага. Имаме дежурни служби, и не секоја дојава дека е вистините. Имате и злоупотреба на дојави, например, да се дојавува, имате одрони по патот, не плаќам патарина. Например, излегуваме на лице место, установуваме дека нема ништо на патот, нема никаков одрон или нешто, него тоа за ситна сепак добивка го злоупотребува. Меѓутоа морате да реагирате. Морате да реагирате, мораме да реагираме. Денеска е многу едноставно со социјалните мрежи, со не знаете што, каде патува во етерот. И имаме доста големи проблеми во врска со отварање на диви премини. Диви премини не сака да платат некои од учесниците во сообраќајот, не сакат да платат на патарините. И тоа морате редовно да го контролирате. Вие ќе затворите, тие повторно ќе го отворат. Пријавуваме на полиција, излага и полицијата на лице место, го устанува, правиме пријава, утре дента, другиот ден, ако не тука, некаде на друго место, повторно е отворена еластичната ограда. Што и да правиме, сепак не можеме толку да се заштитиме, затоа што не можеме да бидеме присутни на лице место на секој 1 метар на автопатиштата. Ете, тоа се секојдневните проблеми со кои што се соочувате како надлежна институција за регулирање на патната инфраструктура на нашите автопатишта. Уште неколку прашања со кратки одговори. Честа слика на македонските патишта, обрасната трева покрај коловозите и помеѓу коловозните ленти, што навистина не остава добар впечаток. Не само за нашите граѓани, туку и за странците кои што транзитираат низ земјава. Да, разбирливо е тоа и мене ми смета кога ќе го видам тоа. Минатите неколку години во Македонија ги одржуваше зелените појаси и средниот појас на автопатот, ги одржува фирми кои беа избрани на тендер, не од нас, од јавното предпријатие, но оваа година повторно ќе го превземеме ние. Подготвени сте сериозно да се зафатите со решавање на овој проблем? Се подготвуваме, работиме на механизацијата, ја подготвувавме зимскиот период за да одговориме како што треба адекватно за пролетниот период. Ги чистиме канавките, каналетите за одводнување на патот од атмосферските води, кој водата е најголемиот непријател на патната структура. И сето тоа сега се работи во пролетниот и во есенскиот период, например, за да можеме после да се префрлиме и на косењето на тревата. Еве, гледате, овие денови е постојано врнежливо, сега кој ќе се појави сонцето. Со стабилизација на времето ќе можете да започнете работите на терен. Оно што е особено значајно, а ќе ми одговорите дали секаде е соодветно регулирано, да има соодветни знаци за исклучување од и вклучување на автопат, што особено е значајно за учесниците во сообраќајот и нивната безбедност. Да. Повторно ќе кажам дека ние работиме по технички проект. По тој технички проект мора да бидат знаците таму каде што се предвидени и порталите
излезите, влезовите на сите клучки и секој знак си има своја стационажа и одредено место каде треба да биде поставен и ние не можеме да менуваме како предпријатие, ни да додадеме, ни да одземеме од тие знаци, нема отстапување. И се знае каде треба да бидат поставени. Имаме контрола направено во последно време, овој месец ја правевме таа контрола, затоа што поставивте и прашање дали имаме инспекции по патиштата. Да. Ние имаме своји раководители на секции, на сите правци, кои секојдневно ја следат таа проблематика и со своите вработени кои им се во нивните секции ги отстрануваат тие недостатоци. А сега нормално дека ако треба тоа и да се набави, имаме во склоп на нашето предпријатие во Битола се наоѓа за изработка, тој погон за изработка на вертикалната сигнализација. Ние го нарачуваме тоа што фали, они ни го доставуваат, го местиме на автопатот. Но повторно ќе кажам, она што може човекот да уништи, да ги ишкрта со спрејови, да сега имате алат, например, што се работи на батерии. Лесно се краде и оградата, лесно се крадат и знаците, И затоа е потребна и поголема контрола и повеќе инспекции на терен. Контрола, инспекции, има инспектори, има кои се инспектори за патишта и они прават записник, ни го доставуваат кога они мислат дека е потребно, излегуваат на терен и од нивна страна се води контрола, од наша страна се води контрола, полицијата е тука, и они ни доставуваат нешто ако забележат да не е во ред, така да постоја на контролата 24/7 буквално да кажам, да. Споменавте и претходно дека се зголемува патната мрежа во земјава, на повеќе патни правци во одредени делови од земјава се во изградба патните правци, па од тука и потребата од добро обележани места каде има работа на пат, за да можат возачите навремено да ја прилагодат брзината и секако да се прилагодат на условите на патот. Сигурно внимавате и на ова. И тоа е еден од големите проблеми. Секако дека го обележуваме местото каде се изведуваат работи на патот, со секаква можна сигнализација што можеме да ја употребиме за поголема сигурност и на самите луѓе кои работат и изведуваат отстранување на недостатоци на патната мрежа или изградба некаде се гради. А она каде што се гради, например, нова патна мрежа, не сме надлежни ние, тоа си се надлежни фирмите кои го добиле тендерот и кои работат на таа делница, тие се обавезни да го обележуваат местото на кое се работи. А она каде што работи Македонија пат, сме си должни ние да го обележиме, прво за заштита на нашите вработени и за безбедност во сообраќајот. Но повторно ќе кажам, такви сме какви сме, не ги почитуваме правилата, не ги почитуваме сообраќајните знаци, не ја прилагодуваме брзината според условите на патот, според временските услови на патот и доаѓа до несакани последици. Затоа ние ќе го упатуваме нашиот апел и ќе говориме и за одговорноста на надлежните институции, но и на одговорноста од страна на граѓаните да ги почитуваат соодветните правила и прописи и сите заеднички да се погрижиме да имаме што е можно поголема безбедност во сообраќајот на патиштата и соодветни услови за движење низ патиштата во земјава. Која ќе биде вашата порака за крај на овој разговор? Мојата порака ќе биде многу едноставна. Ние ја работиме нашата работа, што ни е задача и би сакал повторно да упатиме еден апел и до самите учесници во сообраќајот, до самото население каде што поминуваат автопатиштата и регионалните и магистралните патишта, да не се уништува опремата затоа што таа ни служи нас за наша безбедност, да не се уништува опремата, да се внимава, да се почитуваат сообраќајните правила,
да ја прилагодуваат брзината според условите на патот. Условите се тие, се работи на тоа да се подобруваат секојдневно, но толку се можностите и би апелирал да самите видите, кај нас е 120 ограничената брзина. Но сега е тоа најмалата ограничена брзина. Кај нас се возат убави возила, а не прилагодено според условите. Според условите на пат. Ако се почитуваат сообраќајните правила, тогаш ја мислам дека 99% би било се вори. Благодарам многу за гостувањето. Успешно продолжете со вашата работа во иднина, се со цел да имаме безбедни патишта со соодветни услови кои што ќе ни овозможат да бидеме безбедни учесници во сообраќајот. Се надевам дека така ќе биде. Благодарам на можноста да проговориме малку и за оваа проблематика.